Пред големиот празник и заштитник на лозарите Свети Трифун, до сметките на сите лозари ќе бидат исплатени дополнителните субвенции за 2023 година, како и поддршката кон лозарите за претрпени штети по лозови насади, соопшти министерот Љупчо Николовски. Традиционално, на празникот Свети Трифон, лозарите ќе ги добијат и преостанатите дополнителни субвенции или 28.000 денари, а на истиот празник ќе бидат исплатени и 12.000 денари по хектар дополнителна поддршка за претрпени штети по лозови насади. Истекна министерот Николовски. Што за ова велат лозарите, за кои минатата година ја сметаат за една од најлошите? 12.000 беа малку, што е како интервентна мерка, пошто ние баравме 50.000 денари од хектар, а фактички они ни дадија само 12.000 денари од хектар, а другите пари од 4,5 милиона евра му ги поделија на винариите. И фактички пола, а од тоа фактички ние не земавме ништо, пошто имавме многу материјална штета од болеста пламеница. Според Јошев, клучни за нив што треба да го направи државата е следново. Нас ни треба сега пред резидбарата, пред Свети Трифун, ние да знаеме, прво да склучиме обврзувачки правно издржани договори со винариите, да знаеме кој ќе склучи договор, по која шеќерност, затоа што бараме шеќерност унапред, бараме по која цена и по колку килажа и денот на исплата. А фактички тоа, на жалост, нити министерот го спомна вчера, нити винариите, еве дојдовме трети, четврти веќе. Почнеме со работните активности ни веќе на лози, еве денеска работиме со топло, работиме, али фактички не знаеме за кого работиме. Дали тоа гројзе како ловнани што се роди 100 милиона кила гројзе, а 70 милиона беше откупено, а 30 милиона остана да скапало на нивите. Лани, вкупните цени на грозјето се движеа од 14 денари за Смедеревката и 18 за Вранецот, како најзастапени вински сорти.